Значи, ова е резултат на една континуирана ирационална бугарска политика која се заснова на стратегија и за жал оваа ирационална политика има поддршка од сите релевантни политички фактори во Бугарија. До каде може да оди? Ќе оди до уште поголем апсурд, се додека од наша страна тоа се дозволува и се додека отпорот кај европските институции и државите членки останува мал кон ваквите однесувања. Искрено, за мене беа очекувани уште во анализата од пред веќе 3 години скоро за бугарските барања. Проценивме дека во Институтот за европска политика дека оваа политика, овие барања ќе имаат долгорочни последици за Македонија, дека ќе произведуваат постојани поделби и тензии, дека ќе ги стават овие прашања на билатералните односи на врвот на политичката агенда. За жал тоа и се случи. За жал, она што од наша страна се уште го имаме една политика која не е единствена дури и во самата влада. Имаме различни ставови, различни нијанси на однесување, различни позиции во однос на тоа како да се постапи, и тоа главно се како одговор, како дефанзива на нападите од бугарска страна, и тоа е можеби клучниот наш проблем. Дури во оваа ситуација, кога имаме одреден предлог од страна на председателот, во суштина она што ни треба единствена ладнокрвна секако, но единствена акција на органите, особено оние што се надлежни за надворешна политика според закон, владата, председателот, и тие мора да действуваат како едно, но она што ние го слушаме сега е дека предлогот ќе се анализира на председателот, па ќе видиме потоа што, и сето тоа со особена несигурност која што е апсолутно непотребна во оваа ситуација и предизвикува само на тамошни поделби, несигурност овде кај нас во Македонија. Па бугарското вето си стои, бугарското вето е таму. Значи, ние не сме ги почнали преговори, да не знам колку пати треба да ни повторат бугарите, се додека него смениме уставот, а најирационалното во оваа ситуација е што и понатаму нашата влага се залага за промена на уставот, без воопшто да предвиди какви ќе бидат последиците од тоа на бугарското однесување, кое што ќе добие само уште една основа за уште поголем замав и поголема агресивност од досега.